29 октомври го означи зимското сметање на времето. За Штипјани пак, датум по кој по цели 8 години времето ќе почнат да го сметаат според проектите кои наредниве 4 години ќе треба да ги оствари градоначалник од редовите на СДСМ. Во вториот изборен круг, Благој Бочварски го победи до вчерашниот градоначалник Илчо Захариев од ВМРО-ДПМН со разлика од 1700 гласа. Увертира за Штипскиот одлучувачки круг беа само 36 гласа залика за Захариев, обвинување за нечесно агитирање, како и реакцијата на невладината цивил дека во саботата бил прекршен предизборниот молк. Како сте? На денот на изборите пак целосна спротивност, мирно и без најмал инцидент. Тешко дека некој воопшто би помислил дека Штип избира градоначалник. Тивката Штипска вечер се претвори во гласно славие околу 21 часот, кога од штабот на СДСМ ја објавија победата на Бочварски. Дека е Штип важен политички центар за истокот кој мораше да биде освоен, немаше сомнешка и никога од владеачката гарнитура. Од тука не чуди што околу 23 часот на Штипјани во прославата им се придружи и премиерот Зоран Заев. Здружени, уште од утре да работиме за секој граѓанин, за секое семејство, за секоја уличка, за секое мало, да блеска Штип, затоа што заслужува и Штип, и Штипјани. Утро по изборите, Штип раздвижен и размрдан. Да биде поштен, искрен, што ќе каже да го ствари и да тражи работа за младите. Он знае што треба да направи. Значи, нивната програма, ако се одат по програмата, верувам дека ќе направат тоа што треба да направат. Очекуваме што даде збор, тоа да го направи. Бочварски не ја криеше среќата по триумфот, но напомена дека веќе од денешното утро следува напорна работа. Граѓаните покажаа вчера дека Штип може да оди напред, Штип може да држи лекции за демократија на цела Македонија и може да има европски избори во нашиот град. Затоа сакам да им порачам на сите мои сограѓани и на оние кои што не гласаа за мене, дека јас од моментот кога ќе стапам на функцијата градоначалник, ќе бидам градоначалник на сите граѓани, без разлика на нивната партиска и етничка припадност. Се упативме кон главното штипско упориште на ВМРО-ДПМН, но таму, во централниот штаб, начекавме тишина и катанци. Само неколку знамења и плакати подсетуваа дека тука некој се подготвувал за избори. Тука беа и неколку пароли, како ироничен подсетник дека и верниот исток својата верност му ја ветил на спротивниот табор. Пролетните локални избори досега им носеа среќа на кандидатите на ВМРО-ДПМН, но овогодинешните есенски означија крај на безмалку децениското општинско владење на оваа партија. Така вчера одлучија граѓаните на Штип, кои во вториот круг, со разлика од 1700 гласа, што за штипски размери е убедлива победа, одлучија општинските клучеви од рацете на Илчо Захариев да предат во рацете на Благој Бочварски, кандидат на Социјалдемократскиот сојуз. Штип доби нов градоначалник. За Благој Бочварски привилегија и одговорност. За ВМРО-ДПМН пак само уште една од 57 причини за длабоки анализи на изборниот дебакл.